Бојана, кога сме како луѓе најподготвени на промени? Да ги прифатиме и да им се адаптираме. Значи, кога ние свесно како луѓе решаваме дека сега ни е период во животот по кој што нешто треба да ни се случи, или некои работи кога ни се случуваат и немаме друг избор освен да се адаптираме на тоа што се случува. Кога се поуспешни промените? Неколку прашања во едно. Ајде вака, кога станува збор за промените, има една многу интересна појава што имам забележана, а тоа е дека ние забораваме дека ние постојано сме едно со промената. Ние од самото наше раѓање, ние се менуваме, ние растеме и физички, и психички, и постојано сме подложни на разни промени. И од друга страна, постојано сме изложени на промени и во средината во која што ние припаѓаме и каде што ние креираме и растеме и така натаму. Но многу интересно кога ќе се спомне промена, ние некако како да го забораваме тој момент и како да сметаме дека тоа е некоја конечна дестинација или конечен настан, нешто што треба да се случи, па го очекуваме, па има некогаш толку многу анксиозност, се плашиме и така натаму, а во суштина ние постојано сме едно со промената. Но она второ прашање кое што ти ме праша, тоа е кога ние некаде сме дел од промената или потекнува од нас или кога е во наша контрола. Кога е не посакувана на некој начин промена, ако добро разбрав. Сега, има еден многу интересен момент, кога промената потекнува од нас, кога ние сме одлучиле да речеме да донесеме некаква промена, да ние нешто промениме, дали е тоа нешто поврзано со нашиот физички изглед или во стилот на нашето живење, нашата работа, нашето обкружување и така натаму, ние некаде имаме чувство дека контролата е во нас, дека ние сме одлучиле, дека ние можеме нешто да направиме, ние имаме моќта на некој начин. Тоа го објаснува она кога сме во некоја фаза во животот на нешто ни треба да промениме и прво што правиме косата или како викат неа шишек. Ја имаме контролата. Неа фризурата. Всушност тоа е чувството дека ќе сменам така како што јас. И самиот момент, и самиот момент да ја седнам на едно столче и да кажам одам во црвена, е на некој начин ја имам контролата, јас да одлучам за себе дека во овој момент мојата коса ќе стане црвена, жолта, портокалова. Тоа е компензација за она што не можеме да го контролираме. Сега за исто така во нашиот живот има и ситуации, промени кои што нели никој нас не напрашал здраво може ли денес да се случи една промена, едноставно се случуваат. И најчесто доаѓаат кога ние сме неподготвени, не сме ги очекувале. Најчесто се тоа непријатни, каде што ние ќе треба да бидеме растегливи, флексибилни, за да ние исто така нешто промениме во дел од наше функционирање, за да ние се адаптираме, за да ние ги прифатиме и тие не одат лесно. Најчесто одат со негативни емоции, најчесто одат со непријатни чувства кои што се врзани, но од друга страна нека да забораваме дека патот можеби е поразличен од оние посакувани промени, од оние непосакувани, ама целта е иста, дека ние на некој начин ќе се адаптираме, ќе научиме како да живееме со таа промена. Зошто е таа фасцинација со округлите датуми? Од 1 јануари почнуваат промените или не знам завршува летниот одмор, од 1 септември почнувам со диета или не знам, мислам таков тип на округли 1, 15, 10 или од следниот понеделник. Нешто за да се држиме цврсто до тоа е. Тоа е многу моќен трик од една страна кој што се почесто се користи. И доколку забележиме еве сега пред Нова година некаде, мислам дека постојат неколку кампањи симултано кои што кажуваат од новата година започнете, новата година со нов прочистувач за воздух или со ново нешто и така натаму, но од друга страна, генерално луѓето кога имаат одредена дата, кога имаат одреден термин, некако се врзуваат и се обврзуваат до тој термин. И им звучи како постварливо дека веќе нешто направиле. Така да ако јас денес уплатам да речеме за одредени психолошки третмани кои што ќе почнат од 1 или уплатам во тератана која што ќе почнам да ја посетувам од 1. Најверојатно веќе ќе сметам дека голем дел од таа одлука или од таа промена јас веќе сум ја донела, сум ја направила и ќе бидам пообврзана во моментот, ќе се чувствувам пообврзана кон истата. Така да имаат силина, но пак ќе кажам дека не влијаат и не важат за сите луѓе. Многу е грубо да кажеме дека ова за сите луѓе важи. Има луѓе кои што не им пречи ако е 2, не им пречи ако е тоа четврток, важно им е целта. Луѓеве, морам да кажам, моите промени кои што сум ги почнувала и воделе до успех, биле сред месец најчесто од
5 во месецот, значи не од први и не од понеделник. Можеби е тоа па некаква друг психолошки момент во кој што решавам дека нема да се држам на први или на понеделник, но ќе издржам да не се откажам. И са тоа ме води кон следново прашање. Кога сме ние како луѓе посилни, да кажам, психички посилни кога ја почнуваме или пред да ја почнеме промената, или кога сме веќе влезени во промената и таа треба да се издржи. Значи да се помине тој процес на менување или на адаптирање. Прво ќе се надоврзам на овој пример кој што ти го сподели, овој твој личен пример. Тоа се должи затоа што прво дел е зрелоста од една страна, но од друга страна е искуството и трета работа е вредноста, односно кога ја знам зошто ова го правам, па мене не ми е важно дали е тоа први во месецот или средина или на крај на месец, затоа што ја знам вредноста која што јас ќе ја направам, го знам патот, ги знам работите и мене ми е сосема логично да го започнам тоа сега. Но тоа исто кога еден уметник добива инспирација да нешто слика или да нешто пишува и тој не гледа на часовник дали е 7 наутро, некогаш е тоа 12 пополнок, 3 пополнок, но важно е вредноста што ќе ја направи и намерата. Но од друга страна, кога ние ги правиме промените, оној залет, прв еуфоричен, е најприсутен на почетокот. И тоа е така. И сосема е природно да некаде тој залет и таа еуфорија опадне со тек на време. Прво затоа што енергијата ни е иста. И секогаш кога разговарам со моите клиенти, тоа е една тема која што во различни контексти ја спомнувам, а тоа е дека не треба да бидеме прво да имаме толку големи очекувања врз себе и да си ставаме толку голем товар, затоа што е практично невозможно да направиме било што ако ние некогаш не подклекнеме, имаме помалку енергија, помалку мотивација, направиме некоја грешка. Не е всушност слаб карактер, така? Апсолутно. И затоа кога ние воведуваме одредена промена, прво ќе се чувствуваме еуфорични, ќе бидеме сигурни во себе, ќе започнеме, еве на први ќе започнам. И тоа ќе трае одреден период. Но од друга страна, нашата енергија е потрошна. Ние се трошиме и ние не трошиме енергија само на промената која што ние сакаме да ја воведеме. Ние трошиме и на многу други работи во нашиот живот во кој што ние го живееме. Од друга страна, мотивацијата е сосема природно да некогаш биде висока, да некогаш стагнира, да некогаш опадне, да имаме проблем. Волјата исто така. Од што зависи тоа? Од многу фактори. Од другите фактори кои што се надвор од наша контрола. Да, не е секогаш еден фактор и да ние се врземе со тој фактор и да се молиме да биде нели во наша корист, туку се повеќе фактори симултано кои што влијаат на нашиот живот, каде што ние затоа кажувам практично е невозможно да ставиме толку голем товар и да ние очекуваме секогаш да биде во една совршена линија и да ние бидеме успешни во се. И нели најпоследно грешки. Грешки се случуваат. Секој пат кога ние воведуваме нешто ново, ние немаме искуство во истото, го правиме за прв пат, го почнуваме прв пат, учиме прв пат, учиме по пат. И ќе се надоврзам една многу убава работа и убава реченица што ја слушнав во еден подкаст неодамна, а тоа е не се плаши да почнеш и не го чекај совршениот момент за да почнеш нешто, туку почни да го правиш и уживај во процесот додека учиш да го правиш и со тек на време ќе стануваш подобар и подобар. И мислам дека ова го опишува и го сумира вториот дел од одговоров, а тоа е почни да ги правиш работите, воведи ја промената, ќе учиш по патот, ќе правиш грешки, мотивацијата ќе варира, волјата ќе варира, енергијата ќе варира, но од друга страна евентуално ќе дојдеш до тоа доколку имаш доволно конзистентност и дисциплина за да истраеш. Затоа што практично дисциплината и конзистентноста се најклучните доколку ние сакаме. Ако почне да ни опаѓа ентузијазмот и да се обесхрабруваме, се случува. И сега од следниот понеделник, од следниот. Има една многу интересна работа која што и јас исто ја практикувам. Имам многу работи на листа кои што ми стојат, ова од следен месец, па следен месец кога ќе правам рефлексија, гледам дека ова може би од следен месец, може би втора половина од годината, може би наредната година. Приоритизирање некакво на... Апсолутно. Но од друга страна, секогаш треба да се прашаме зошто ова за мене е важно. Јас силно верувам дека луѓето се придвижуваат, именуваат работи, креираат и прават чуда создаваат во своите животи,
кога нешто им е навистина важно и кога нешто им прави смисла. Да. Така да доколку промената која што ние сакаме да ја направиме, навистина веруваме дека ќе даде поголема вредност во нашиот живот или во животот на нашето семејство, луѓето што ние ги сакаме, луѓето со кои што ние работиме и така натаму, и ни прави смисла сето тоа, зошто јас баш сега ова го правам, тогаш е многу лесно за да тој ентузијазам секако ќе варира, но ќе се потсетиме Да се одржи. зошто јас ова го правам, зошто мене ова ми е важно. И ако ги видиме првите резултати, нели, ако видиме дека нешто од тој процес веќе оди на добро, тоа е дополнителен стимул. Апсолутно. Од друга страна, секогаш кажувам и другите луѓе се наш стимул. И не е страшно да се каже кога ние поминуваме низ некаков процес или некоја промена и доколку ние сме луѓе што сакаме да ги вклучуваме. Да се провериме со другите дали сме на добар пат. Јас повеќе го сакам оној збор, сакаме да ги вклучуваме другите луѓе во нашите процеси. Многу е добро затоа што во тој момент можеме да кажеме, слушајте, ќе имам исклучително тежок период, правам голема промена во мојот живот, менувам работно место. Потребна ми е многу голема поддршка во моментите кога ќе чувствувам дека правам најголемата грешка во мојот живот. Многу е добро затоа што тука секој момент кога можеби ентузијазмот ќе падне, кога сомнежот ќе се јави, кога анксиозноста ќе се јават, да имаме кому да му се свртиме и со кого ќе си направиме еден реалити чек во однос на каде сме сега. Така да многу добар чекор е како ентидот против сомнежот и нели сомневањето близок или со некој што другите луѓе. Кои се психолошки вештини кои што најмногу ќе им помогнат на луѓето да останат на патот на промената, односно да го поминат тој момент од една точка на друга точка, на менување, на плашење, на анксиозност, на задржување на ентузијазмот, на оптимизмот, на неоткажување. На што треба да се фокусираат генерално кога поминуваат низ тој процес, а да не е тоа менување на фризурата? Би сакала одговоров да беше многу едноставен и лесен, ама нели ништо во психологијата не е така. Ајде вака, пак ќе кажам, многу ќе беше полесно доколку полесно можевме да дојдеме и да развиеме одредени вештини и карактеристики за да нели се оди полесно и глатко во животот. Ама прво нешто што морам да го напоменам, тоа е зрелоста, емоционалната и когнитивната зрелост. Не затоа што ние ако созрееме дека ние веднаш полесно ќе ги совладуваме промените, туку со самото созревање имаме можност да искусиме повеќе животни ситуации, повеќе искуство да имаме животно, за да ние научиме како во иднина да се носиме и со нашите нели претходни грешки, претходни успеси, како сега да се справиме и така натаму. Имаме едно животно знаење. Од друга страна, освен овие две, морам да ја напоменам резилиентноста, како број 3. Резилиентноста, онаа жиловост, онаа отпорност, кога ние им пркосиме на оние животни предизвици, кога сметаме дека се најлошо мене ми се случи периодов и сепак успеваме некако да изникнеме, да проникнеме од тие лоши денови и така натаму, така да таа резилиентност и како е карактеристика на луѓето кои што полесно се носат со промените. Оптимистички став и оптимистичко гледање на работите, позитивната енергија, не во смисла да ние ги гледаме работите постојано позитивно и да имаме розови наочари, туку обидувајќи се да се насочиме и да ги гледаме и да ги потенцираме оние позитивни работи генерално кои што ќе ни носат подобра енергија во целиот процес. И секако да не бидеме толку сурови кон себе, да не се казнуваме, да научиме како ни критички глас. Ма тоа некогаш е посилно од нас. Кога нешто не тргнува така како што си замислил, моментот кога паѓаш буквално може да предизвика навистина екстремна реакција, не реакција кон другите, туку реакција кон себе, нели не ме бива, ништо не можам да направам, за ништо не сум добар или добра, ова нема да има успех. И ако нешто пат се тргне па на подобро, као ништо да не било. Добро, нели како беше на мала криза. Пак ќе кажам, многу ќе сакав да беше лесно, ма нема лесно и секако дека кога ги набројувам овие карактеристики, не се како во Супер Марио, овој левел имате ова своје, овој левел имате уште нешто. Тоа би било лесно да се поминува така од левел на левел. Така да, ние сите додека растеме и додека искусуваме различни искуства, имаме одредени потешкоти. Можеби во еден период од животот, да речеме, сме сватиле дека имам проблем да ги контролирам лутината и тагата. Имам проблем
знам како да се носам со сомнежот и со тој критички глас или со анксиозноста, па ќе поработам на тоа. Или не знам, стекнуваме увид дека сами ги правиме работите и дека сме многу осамени во процесот и дека сме се откажувале прерано затоа што сме се чувствувале сами, па учиме попат како да ги вклучуваме другите, така да не можам да кажам дека сите овие карактеристики се случуваат одеднаш, се случуваат попатно и затоа кога зборувам за зрелост, јас не замислувам личност која што има одредени години, туку зрелост во одреден период од животот со одредено искуство кое што ние го имаме да не формира и да даде да ние се носиме на одреден начин со промените кои што ние моментално ги искусуваме или ги внесуваме во нашиот живот. Од твоето искуство, во кој период од животот луѓето се најсклони кон похрабри промени? Ајде вака. Во повеќе периоди, но ако можам да потенцирам еден период, а тоа се може и во оној период, затоа што работам во рамките на Мама Круг со многу мајки, се среќавам и можам да кажам во тој период на раѓањето на прво дете, во на прво трудничко поспородилно искуство, каде што она кое што сега го среќаваме дека се повеќе жени се преиспитуваат околу своето слободно време, околу приоритетите, околу луѓето во своето опкружување, околу поставувањето на граници, околу здравите навики, околу можеби изборот на кариера, изборот на работно време, излегување, социјален живот, многу буквално работи од различни контексти, така да можам да кажам дека еден период каде што луѓето искусуваат и избираат и се подложни на промени кои што не доаѓаат од нив, а тоа е раѓањето на прво дете и бидувањето на родител. Кај жените, можам да зборувам во рамките на жените затоа што работам со нив. Во оние помлади групи, да речеме, кога треба да се одлучат каде на факултет, па тоа им создава анксиозност, бидејќи можеби се чувствуваат дека се недоволно зрели или се уште не ми е јасно што сакаат, но и во оној подоцнежен период во кој што нели доколку го зборувавме ние ова. Јас сум двојфеден, секако дека постојат и други. Го зборувавме како момент кој што го вади и светската психологија, моментот на кога родителите остануваат сами, односно кога децата го напуштаат домот, но некако тоа е заедничко и за мажите и за жените. Се почесто слушаме за мажите дека имаат проблеми да се најдат, да се прилагодат на промени и на животот кој што им го наметнува ова темпово на современ дигитален свет. Имаш ли искуства што се случува со младите генерации, со повозрастните и со мажите? Од кој да ги почнам? спомнавме дека жените, па да бидеме нели сега да, ајде вака, коректни. Ајде, ќе почнам прво хронолошки, ајде со младите. Да, младите се склони на промени, прво затоа што адолесценцијата и младоста е генерално период каде што нели се бараме себе си, се бараме кои сме ние, која сум јас во моето семејство, во мојот контекст, и која сум јас во светот, а што сакам јас да правам, сакам едно, па ќе пробам друго и така натаму, така да сосема е очекувано од еден млад човек да сака да проба повеќе насоки, да искуси додека нели види во која насока ќе се движи понатаму. И тука генерално можеби поимпулсивно се влегува во одлуките во однос на промените кои што ќе сакаме да ги донесеме, нели? Дали сакам тетоважа или не сакам, дали сакам да студирам или не сакам, дали сакам да излезам на некое место со друго друштво или не сакам да сменам место на живење. Така да младите генерално можеби поимпулсивно ги носат одлуките околу воведувањето на промените. Но од друга страна тој им го дава па искуството за понатаму. Кога ќе дојдат до одредени, не можам да кажам години, зрелост, до одредена зрелост да имаат искуство, па понатаму кога ќе треба да воведат промени, да донесат одлука кога и како и дали да ја воведат, ќе имаат одредено искуство од кое што ќе може да се повикаат. Но оној период кој што го спомна, а тоа е период на празно гнездо, ние во семена системска исто така го нарекуваме, а тоа е период кога децата ќе се одселат од домот. Да. И тоа е еден многу интересен, ама од друга страна и многу тажен и многу осаминички и конфузен период за еден пар. Зошто? Затоа што одеднаш доминантна улога не е родителската, сега е повторно партнерската. Не е дека тие престанале да бидат родители, но од друга страна
повторно се наоѓаат примерно како партнери. И баш се присетувам сега на една клиентка кога се запраша себе, не мене, туку себе, леле, па што ќе праваме јас сега? Па што муабет ние ќе правиме? Па ние сега како ќе 24 часа во денот. Во смисла дека некако многу и се види дека повторно ќе треба да биде само со тој човек и е навистина предизвик затоа што родителството е многу долг пат. И од друга страна, ние некогаш, особено партнерите, знаат да се изгубат во тој пат, во таа родителска улога, не само како родители да се изгубат, туку едноставно се случил период на години, каде што се случила и кариера, се случиле и многу работи, се промениле како личности. И предизвик е многу голем во тој период на празно гнездо да се пронедат повторно и да се видиме во суштина кои сме ние сега во оваа фаза на животот. Тоа може да е дури возбудливо како повторно запознавање на апсолутно на истиот човек. И тогаш исто така сум сретнала многу парови кои што воведуваат промени. Дали тоа ќе биде воведуваат промена па шетаат повеќе во светот, дали тоа ќе биде промена во однос на нивниот личен стил или во нивниот стил на живење. Така да се воведуваат промени и така натаму, но од друга страна промени кои што можеби не се посакувани за едниот од нив, а тоа е разделба. Така да затоа нели постои една статистика која што многу пати знам кога ќе се објави на социјални мрежи има коментари во смисла па како сега на овие години нив им текнува да се разделат, штом до тука биле заедно, нека бидат и понатаму. Нека трпат. Да, нека бидат и понатаму, но ета таа фаза каде што едноставно не се наоѓаме повторно, не се препознаваме кои сме, не ја наоѓаме смислата да бидеме заедно, па одлучуваме да донесеме толку голема промена да ние се разделиме. Така да не пропушти фаза. Мажите, многу важно, заради тоа што пак ја кажам, мажите ни се многу верна публика која што е многу активна и постојано ги поставуваат овие прашања бидејќи сакаат на овие прашања да се обидеме да најдеме некакви одговори. Кој е најпоставувано прашање од мажите? Најпоставувано прашање од мажите е како да се охрабрам, да бидам поотворен, да бидам нели out there. При тоа со сите овие стандарди и критериуми кои што треба да ги исполнам на нечиј список, значи тоа ги фрустрира, ги тера да се преиспитуваат за својата вредност, дали може да одговорат на овие барања. Исто така прашањето околу осаменоста. Ние за разлика од светските статистики, каде што не знам, сега последните што ги гледав бројки се некаде 40% од мажите дека немаат блиски пријатели на кои што може да им се доверат, кај нас тоа мислам дека, значи ова го базирам на лично искуство, не на статистика, дека не е така, бидејќи ние сме сепак во Македонија една заедница која што има блиски односи вака генерално и пријателски и во семејствата. Не би рекла дека толку е голем процентот на осаменост, но се повеќе се провлекуваат овие прашања за тоа дали сум доволно добар. Како да ги задоволам сите овие критериуми кои што се наметнуваат и кои што се бараат од современиот маж денеска. Претежно ова е една категорија на, би рекла, на мажи од 30 плюс години, бидејќи пред нив нели следи чекорот дали ќе се оди во семеен живот или ќе се фокусираат повеќе на кариерата, дали сакам деца, не сакам деца, каков тип на жена сакам, дали ќе можам да ги задоволам нејзините барања. Ова е многу убава тема за уште една емисија, да, и со задоволство ќе прифатам да бидам и дел и од неа. Да се обидеме да им дадеме некаков одговор, да испочитуваме нивната верба во нас дека можеме да испорачаме некаква. Ајде вака, ние живееме моментално во едно време, во еден свет, сега звучам како не знам, кога да имам 500 години, но навистина живееме во време кое што те учи да ти бидеш позатворен, да некако ти не одиш натаму и не се отвараш кон светот, затоа што е форсира индивидуалноста. Од една страна, друга ми беше прва поентата затоа што моментално работните места моментално се креираат на тој начин, работа од дома. Да. Јас работам многу со компании, пример еве давам каде што имам обуки. И памтам од најавени 60 на една обука гледам 30 на луѓе, 30 луѓе нека беа можеби максимум. Прашувам, јас очекувам имам пријавено 60, каде се другите колеги, ќе ги известите ли да не, знаеш, пола фала, да не доцнеме.
Не, они се тука, они се онлайн. И окей, обуката помина и потоа на неформалното дружење кое што останав подоцна праша, викам како вие функционирате, некако кажувате дека сте 60 луѓе, од друга страна канцелариите некако се многу мали, многу тесни, сите ли доаѓате на работа, каде што девојка од HR ми вика, Бојана, ние имаме 20 и нешто колеги кои што ние ги немаме видено воопшто, не ни доаѓаат на работа, работат од дома постојано. И тој тренд, работа од дома, и да јас можам да го избирам моето работно место. Е многу голем меч со две оштрици, затоа што постојат се повеќе луѓе кои што остануваат дома. Каде што дењето на работа и комуникацијата со колегите не е само нешто кое што јас го правам затоа што работата мене ме тера, туку и тоа е начин на отвореност прво кон светот, а второ запознавање на многу луѓе во мојата средина. Кога јас одбирам да сум дома, јас се затварам и јас не сум присутен таму и потоа остатокот од денот го поминувам исто така уморно, со избор да бидам дома, на кревет, да изгледам филм или помал избор на луѓе со кои што јас можеби ќе сакам на комуникација со други луѓе. Апсолутно, затоа што сега многу компании, особено оваа година, воведоа правило каде што ќе мора да се вратат работените на работните места и каде што нема да имаат толку голема слобода да работат од дома. Јас се повеќе клиенти имам кои што кажуваат, јас не се осеќам дека припаѓам. Јас одам на работа и се гледам со колеги, јас не можам да се поврзам. Јас не можам да направам муабет, некако имам чувство како да Што е веќе направена дистанца? Па не е само дистанца, туку е повеќе и субјективното чувство дека мене не ми е удобно да јас бидам со толку повеќе луѓе, да јас бидам во канцеларија со толку луѓе и така натаму и така натаму. Така да тргнеме еве од таму дека прво работните места, потоа дейтинг светот е многу променет, а постојат се повеќе апликации за запознавање. Баш пред да дојдам на оваа емисија, слушав еден многу интересен подкаст на оваа тема, каде што баш ја обработуваше оваа тематика, колку животот на младите е променет од како постојат дейтинг апликациите. Од една страна е олеснет, но од друга страна создава една илузија, многу опасна, каде што се повеќе луѓе стануваат од една страна изложени на многу опции, но од друга страна и се повеќе осамени. Така да, односно, што кога премногу опции се премногу, па јас не можам да изберам, или кога почнувам да станувам конфузен и дури спомна многу интересен термин Tinder burnout. Прв пат го слушнав. Така да и со Тиндерот се претера. Со се претера очигледно. Така да нема едноставен одговор, туку повеќе би рекла, доколку некој се пронајде во оние прашања, повеќе би кажала да се направи една мала саморефлексија, да можеби се подпрашаат. Чекај да видам кои сегменти од мојот живот јас сакам да ги променам или сакам да направам промена. Каде се осеќам осамено? Се осеќам осамено дома, се осеќам осамено со пријателите, се осеќам осамено или на работното место, затоа што осаменост не е дека јас немам со кого да комуницирам. Осаменост некогаш е кога јас имам избор со кого да комуницирам, но јас не можам со никого да кликнам, со никого да воспоставам длабока конекција. Има мажи кои што кажуваат, премногу е тешко да ја задоволам толку голема чеклиста. Но од друга страна постојат и многу мажи кои што викаат, луѓе, како од каде таа идеја дека постојат чеклисти? Не постои такво нешто. Така да некогаш е во прашање и перспектива, можеби од каде јас дојдов до идеја дека треба да направам, дека не знам, јас размислувам на овој начин. Дали можеби треба да сменам луѓе со кои што јас комуницирам, дали можеби треба да видам како јас каде јас да дојдам до нов круг на пријатели, до нов круг на луѓе истомисленици, па да видам различна перспектива. Така да нема повеќе димензии се во прашање, не е само една, но дека им е тешко на мажите. Јас не би рекла дека им е тешко само на мажите, туку моментално имаат своји предизвици и мажите и жените. Од една страна, жените во денешно време некако оној баланс помеѓу кариера, помеѓу партнерство, помеѓу родителство е практично невозможен. Не постои таков баланс, туку едноставно е тешко и постојано чувствуваш дека не постигнуваш и таму и балансираш и ставаш постојано приоритети, но од друга страна не им е лесно ниту на мажите. И мажите балансираат и во кариерата, и во социјалниот живот, и во родителството, и во партнерството балансираат постојано и некаде предизвикот на оние кои што се во партнерство е како да се одржи партнерството кога се балансира и на
двете страни, како и ние да го избалансираме нашата, а од друга страна на оние кои што не се во партнерска релација, најголем предизвик е како јас да најдам некој со кој што јас ќе можам понатаму да остварам релација. Балансираат, во суштина балансираат сите генерации, бидејќи во сите генерации предизвиците се менуваат, токму заради промените кои што се подраматични во новото време. За крај само би било добро некаков вид на tips and tricks од психолошки аспект, која е најмалата и можеби научно потврдена и докажана промена која што може било кој да ја направи за да има повеќе шанса за успех или барем да му се врати тоа чувството на се чувствувам добро, се чувствувам задоволно. Не мора да е среќно, но сум задоволен. Ова ми е окей. Прво што ми доаѓа е баш тоа најмалото, а тоа е најмалиот чекор. Дека ние не мора веднаш да ги замислуваме и да ги практикуваме и да ги правиме најголемите работи, туку да бидеме многу реални и да почнеме со најмалиот можен чекор кој што ние можеме да го направиме. Затоа што најмалиот чекор е практично најмалиот избор кој што ние го правиме секојдневно. Ако ние станеме денес, да речеме, и еве сме одлучиле да водиме поздрав живот. Без разлика, еве, може да почнеме од физичката активност. И можеби ако ние не сме личност која што е физички активна и избира да биде физички активна долго време, доколку ние поставиме цел од утре, ќе се запишам во тератана, ќе не знам, ќе правам многу работи на чек-листа, некогаш таа чек-листа како прв чекор може да инхибира. Ако е тоа првата работа што јас треба да ја направам. Но ако првата работа што јас можам да ја направам и тој најмал чекор е од денес и оваа недела нема да го користам лифтот. Секаде ќе се качувам по скали до дома или било каде ќе одам по скали, нема да користам такси, ќе одам пешки. Е веројатно еден чекор многу поблиску да јас дојдам до онаа цел дека еден ден ќе се запишам во тератана и ќе имам дисциплина и ќе останам. Зошто? Затоа што и обврската кон оние мали чекори кои што ние ги правиме е градење на таа мала микродисциплина и обврска до тие мали чекори. Без разлика дали е тоа да одам пешки, да се качувам по скали, да пијам многу повеќе вода и само вода, да пијам кафе без шекер и пијалоци без шекер. Тоа се многу мали одлуки каде што нас ни помага да ние се ја тренираме таа наша дисциплина за кога ние евентуално ќе дојдеме до нашата голема цел и голема промена која што сакаме да ја воведеме, да запишеме тератана и од први да почнеме во тератана. Мали награди ја завршуваат ли работата тука? Како мали награди, да си се наградам себе си за промената која што е за неколку мали чекори што сум ги направила, па да се наградам. Апсолутно. Мала награда некогаш може да биде и само пофалба кон себе, да си кажеш браво. Може некој друг да каже браво. Апсолутно. И ние сме, погледнете ги само децата, се радуваат за едно стикерче, ако некој види дека нешто добро е направено и доаѓаат среќни, син ми така доаѓа од градинка, види мамо, денес имам 3 стикери од учителката, викам зошто имаш 3 стикери? Па јас направив тоа и тоа е горд. Па си викам зошто и ние возрастните едноставно не мора да е стикерче, може да е едно срценце кое што ние ќе си го запишеме или едно смајли на раката кое што ќе си го ставиме да не потсетува дека денеска направив многу добра работа. Повеќе мали група на мали работи кои што ќе водат кон поголема промена. Но генерално е оној позитивен говор кон себе, да ние знаеме да си ги фатиме и да си ги уважиме тие работи. Да можеби на крај на ден си кажеме денеска успеав цел ден да не користам лифт. Навистина успеав да одам по скали и дури 5 пати да се качам и да се симнам. Тоа е голема промена за мене и да си кажеме браво. И тоа е почеток. И тоа е награда. Си поставуваш ли на себе такви цели? Да, апсолутно. Во кој сегмент од тоа? Кафето што го пијам моментално денес, да е тоа без шекер, ми е исто така микроцел која што си ја поставив и веќе 3 месеци не пијам шекер во ниту една форма. Браво. Мене ме мотивираше сега да си кажам еден ден без телефон и компјутер. Тоа ми е можеби цел која што ќе биде сега во јануари реализирана, затоа што син ми ќе биде на одмор, на распуст. Пауза. Па си поставив цел дека се успори целиот дека да, ќе се успориме и дека нема да бидам присутна онлайн и ќе бидам некаде надвор присутна со него, да. Една од поголемите промени, значи покрај менувањето на кариера, покрај
евентуална преселба во друг град или во друга држава, покрај раѓањето на деца, е она што пред малку го спомна, прекинувањето на партнерски однос, нешто што претпоставувам ги мачи сите генерации на различни начини, со различни тежини, како да се излезе на крај со промена од ваков тип, односно од промена од партнерски живот или љубовна врска или брак во животот на сингл личност. Ова е едно од најпоставуваните прашања кои што ми пристигнуваат на Инстаграм и на Фејсбук и на мејл. И многу би сакала да имаше некаков краток одговор, во смисла следи ги овие 5 чекори и ќе биде полесно. Секогаш кажувам дека кога ќе заврши една врска, без разлика дали таа траела 1 година или 10 години, тоа е болен процес. Особено, дури и врските каде што партнерите спогодбено се разделиле, без разлика. Ама е полесно кога е спогодбено, отколку кога е... Полесно, но не е безболно. Секогаш кажувам дека е полесно, но не е безболно, затоа што е болен процес, зошто? Затоа што кога ние се разделуваме, ние не се разделуваме само од еден човек. Ние се разделуваме од дел од нашиот идентитет. Ние се разделуваме од нашите соништа, од нашите желби, од нашите проекции, од нашите замислени патувања, очекувани патувања, од некоја друга реалност која што ние сме замислиле, од тоа како ќе изгледа нашиот живот за 1 година, 2 години, 3 години во иднина и така натаму. Така да ние се разделуваме од многу работи, тоа секако ќе боли. Од друга страна, она кое што многу често го среќавам во пракса, тоа е кога едниот партнер се претопува во другиот, па каде што едниот партнер губи многу голем дел од контактите од семејството, од пријателите и нема толку голем и широк социјален живот колку што е другиот партнер. Па многу често се случува ситуација кога еден пар ќе се раздели да едниот има баш добра социјална поддршка, а другиот и да нема, затоа што сите контакти и познанства биле останале на едната страна, така да знае да биде голем предизвик и секогаш насочувам во насока дека прво тој процес мора да помине. Не може да биде безболен, ќе трае. Не знаеме кога ќе трае, некаде постојат истражувања кои што викаат дека потребно е некаде околу 2 години да поминат, за да ние се чувствуваме дека ете сме излегле од тој процес на раскинување, развод и така натаму, но од друга страна тие 2 години не се случуваат преку ноќ. Се случуваат многу работи во тие 2 години. Прво, да, ние плачеме, ќе не боли, ќе чувствуваме страв, ќе бидеме осамени, сето тоа ќе се случува некогаш наеднаш и ќе не преплави. Важи и за без разлика колку била долга врската и на која возраст, во кој период од животот. Во истражувањето беа сите ставени, каде што се сметаше дека некаде тоа е некој оптимален период, каде што се смета дека личноста доколку продолжи после овие 2 години во наредна врска, дека се смета дека е заздравела од претходното искуство. Сепак не може да важи се, не сме сите исти, не може да важи за сите, но ете ми беше интересно да го спомнам. Но од друга страна мислам дека ќе се извадат многу луѓе од памет кога ќе слушнат сега 2 години. Но пак ќе кажам, многу поголем фокус не на времето, туку на самиот процес, што се случува во тие 2 години, што ние правиме со нашето време, со себе, колкава рефлексија ние правиме во тие денови, колку ние можеме да извлечеме како искуство таа претходна релација, во смисла што мене ми се допадна, што не ми се допадна, што можеше да биде поинаку, а што и не мораше да биде баш поинаку, што во наредната релација ќе знам да пронетам подобро и да побарам за себе. Така да сето тоа е една голема фаза, еден долг процес кој што следи, кој што ние неизбежен, не можеме да го избегнеме, не можеме да бегаме од болката, ќе биде присутна, но од друга страна, пак ќе кажам, е промена која што се случува и ние ќе бидеме во тек со целата промена. Не е дека ние ќе раскинеме и се случува нешто и сега наеднаш промената се случила, туку промената е процесот. И интензитетот не е ист на почетокот, нели, во првите 3 месеци да речеме или после 1 година. Не е ист, одредени емоции може да останат исти со интензитет, некои ќе се менуваат, но од друга страна пак ќе кажам, не можеме да кажеме дека една личност ќе го поминува истиот процес како и друга личност. Дека ако за едната биде побезволен, дека за другата исто така ќе биде. Сите сме различни, но секогаш фокус ставам
враќање кон себе, малку саморефлексија. Второ, вртење кон другите и барање поддршка, барање некој да нас не сослуша, доколку ние тој ресурс го немаме и немаме изградени подлабоки конекции со други со кои што ние можеме да го споделиме ова искуство, тука постојат и лицата како што сум јас, како што се психолозите, терапевтите, советниците, со кои што ќе може сето тоа да се поразговара и да може да се изнајде начин и да најдеме поддршка пред се. Не дека ние сме магионичари и ќе можеме да направиме нешто да снема, туку ќе бидеме подадена рака за да некој го помине полесно и полесно, сакам да кажам побезболно, ама не, полесно тој процес.